Членовите на доброволната планинска спасителска служба Осогово од Кочани подпишаа договор за соработка со своите колеги од планинската спасителна служба од Кюстендил, кои действуваат во регионот на Осоговските планини од бугарска страна. На подпишувањето што се одржа во просториите на инфоцентарот на Пониква, беше нагласено дека овој писмен документ представува појдовна основа за заедничко делување на двете служби. При тоа се отвораат можности за заеднички обуки, опремување, обезбедување на теренот на Осоговијата. Активни сме 15 члени што даваме викендите дежурства. Овде на Пониква, значи меморандум и договор имаме за комплетно покривање на Осоговските планини од Каменица до Паланка. Значи со сите градоначалници имаме направено подпишано меморандум за соработка и трудиме се да го одржиме, да покажеме на сериозност, да не запознаат луѓето тука дека сепак се работи за нешто ново на Осоговските планини. Седиштето ни имаме тука објектче земано, сега средуваме ги регулативите околу него правни, контакт телефон го имаме што ни е испечатено секој време, значи 24 сата сме достапни на органите од државата. Ние сме спремни да одговориме со нашите тимови. На подпишувањето на договорот за соработка присуствуваа и представници од Македонскиот национален сојуз за планинско спасување. Тие ги представија заложбите за развој на планинските спасителски служби и за можностите за прекугранична соработка со соседните земји. Во моментов имаме 12 организации кои членуваат во Сојузот. Од сите доаѓаат од различни специјалности. Имаме специјализирани алпинистички оддели, имаме спелеолошки, имаме еден оддел во Охрид за спасување со кучиња и вкупната бројка е некаде повеќе од 250 волонтери во моментот. До сега сите активности кои што сме ги спроведувале се финансирани преку донаторски проекти. За жал се уште главниот фокус во моментот ни е регулирање на планинското спасување со законска регулатива. За жал тоа оди бавно, бидејќи е постапка која треба државата да ја спроведе и во тој процес секако нужно е време. Меѓутоа, оптимисти сме, затоа и го формиравме Сојузот, затоа и тоа ни е една од клучните цели. Доброволната планинска спасителска служба Осогово беше формирана пред околу една година. Таа располага со простории на Пониква, а повиците ги прима преку единствениот телефонски број 112. До сега веќе имаше неколку интервенции за помош на лица кои престојуваат на планина. Јавното предпријатие Национални шуми упати писмено известување во кое ги известува ловците дека поради големиот број заболени диви свињи од болеста африканска чума на Осоговските планини, како и незиното брзо ширење, рокот за лов на дива свиња е проложен до крајот на март. Известувањето се однесува и за лов на дивата свиња во ловиштата Полаки и Бање. Според решението од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, од почетокот на овој месец, кое се повикува на решението од Агенцијата за храна и ветеринарство, во ловиштата кај кои е потврдена болеста африканска чума, ќе се спроведува санитарен одстрел на дивата свиња. Во оние ловишта пак каде што нема потврда за болеста, ќе има засилен одстрел и тоа се одлесува на сите ловишта кои се на левата страна од автопотот Табановце-Богородица, односно во источниот дел на државата. Ловот треба да се организира во групи што се поголеми од 10 ловци и да биде без ловечки кучиња. Од јавното предпријатие Национални шуми информираат дека за секоја одстрелана или пак најдена умрена дива свиња треба да се извести надлежен инспектор по ветерина или ловочувар, кој ќе спроведе понатамошна постапка според веќе утврдените протоколи од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Начинот за издавање на дневните дозволи останува ист како и во досегашниот период. Завршувањето на 6-месечниот период во кој ја вршеше функцијата ВД директор на Основното училиште Никола Карев беше повод првиот човек на образовната институција Александар Андов да свика пресконференција, на која беше даден отчет за реализираните активности. При тоа, преку видеопрезентација беа представени инвестициите за подобрување на просторните и другите услови за изведување на наставата.
Исто така беше презентирана и реновираната наставничка канцеларија, за чие уредување се вложени лични средства од училиштето, како и финансиска и друга помош од донатори. Условите во училиштето се подобрени, според мене на многу повисоко ниво од оно што беше. Долгот кој што уште на почетокот, знаете, на првите 10 дена ми беше наметнат од страна на Автоатом, не обескрби, напротив, ни даде додатна мотивација и енергија да можеме да работиме уште посилно, уште попосветено, за да ги достигнеме овие резултати кои што се денеска, и одговорно можам да кажам дека веќе ниту една сметка не се должи на Автоатом и тековно си течат плаќањето на како што треба. Со тоа покажувам дека одговорно работиме, исто така и оние тековни работи према КП Водовод и слично, кои што имаат долгови, постепено ги намалуваме, со тоа што на сметките додаваме плюс средства кои што одат на сметката на КП Водовод. Имаме наши пријатели, луѓе кои што не сакаат да бидат спомнети, имаат поддршка, имаме поддршка од нивна страна и се надам дека понатаму ќе продолжат. Овој отчет го направи само за да видат дека средствата кои што ги вложиле во нашето училиште се на вистинското место, дека и понатаму можат да веруваат во нас, во оно што го правиме, и да помагаат и да вложуваат. Инаку денеска ми завршува и првиот дел од 6-месечниот мандат како ВД директор. Затоа овде граначалникот да му се заблагодарам за довербата која што ми има дадено да ја водам оваа институција во овој временски период, за соработката и поддршката која што цело време ни ја дава на сите директори во општина Кочани. До сега сме имале огромно разбирање од негова страна за се што имаме побарано и се надам дека и натаму ќе продолжи така и само така ќе се гледат успесите на училиштата. На представувањето на реновираната наставничка канцеларија присуствуваше и градоначалникот Љупчо Папазов, кој изрази задоволство од досега реализираните активности во училиштето. Сакам да најавам дека општина Кочани и натаму ќе продолжи со поддршката на сите училишта и на основното училиште Никола Карев, и дека веќе сме на пат да реализираме уште еден проект преку Источнопланскиот регион и Бирото за рамнороден регионален развој за поставување на фотоволтаици на кровот на училиштето, за која потреба самото училиште изготви и финансираше проект, со кој ќе финансираме преку Источноплански регион, како што реков, до Бирото за рамнороден регионален развој, и во поглед на енергетската ефикасност и справувањето со трошоците за електрична енергија, ќе имаме една порелаксирана ситуација. И уште едно ветување од страна на локалниот ротари клуб од Кочани, кој ќе со соодветна апликација кон одредени институции ќе направи напори за уредување на училишниот двор и околината во кругот на училиштето Никола Карев. За поставување на фотоволтаичните панели на кровот на основното училиште Никола Карев ќе се инвестираат околу 2 милиони денари. Со донацијата од Ротари клубот Кочани Виница пак планирано е да се уреди кошаркарско игралиште. Потоа на постојниот терен за мал фудбал да се постави вештачка трева и да се обнови опремата, како и да се уреди детски забавен парк со лулашки, клацкалки и други реквизити. Општинскиот фудбалски сојуз на Кочани во саботата го одржа редовното годишно собрание, на кое присуствуваат делегати од општините во источниот регион, чии клубови се негови членови. За состанокот беше обезбеден доволен кворум за работа и за донесување одлуки, со оглед што од 20 делегати со право на глас присуствуваат 19. Главното прашање што се разгледуваше на работниот состанок беше финансискиот извештај за изминатиот едногодишен период. Исто така се разговараше и за работењето на председателот и работните тела, односно управниот и надзорниот одбор на Сојузот. Со гордост можам да кажам дека по паузата од 6-7 месеци кои што имаше ОФС Кочани, успеавме заеднички со делегатите и со клубовите да ја вратиме ОФС Кочани, седиштето да се биде овде во Кочани, да можеме полноправно да работиме. Во оваа година 2 пати го земавме и седиштето на Трета лига Исток. Ние раководиме со седиштето на Трета лига Исток. Покрај тоа успеавме да ги вратиме и делегатите и судиите на листите, оному кој што беа, да функционираме најнормално, да се регистрираат играчи, да не се оде до Скопје, да не се оде до други места, да се биде овде во Кочани. Сите тековни работи кои што треба да се извршуваат, ги извршуваме, така да ова е само еден редовен настан кој што се случува секоја година. Ние од наша страна ја даваме максималната поддршка, се надеваме дека и тие, дека наскоро предвидивме ќе ги оствариме оние идни проекти кои што ги бидат од огромно значење пред се за градски стадион Никола Мантов овде во Кочани.
Општинскиот фудбалски сојуз на Кочани опфаќа поголем број клубови кои се надпреваруваат во детските, младинските и сениорските лиги во машка и женска конкуренција. Тој е една од поголемите членки на Фудбалската федерација. На годишното собрание на Општинскиот фудбалски сојуз присуствуваа и двајца представници од Фудбалската федерација на Македонија, со што на работната средба и на усвоените заклучоци им дадоа целосен легитимитет. Фудбалските екипи од Кочани и Виница викендов ги одиграа закажаните контролни пријателски надпревари во рамки на подготовките за пролетната сезона во правенствата на третата, односно втората фудбалска лига. На стадионот Никола Мантов, кочанскиот третолигаш Осогово го одигра првиот контролен надпревар во овој подготвителен период. Гостуваше подмладената екипа на прволигашот Работнички од Скопје. Двата тима прикажаа добра игра, а на крајот средбата заврши без победник со по 2 постигнати гола на двете страни. Гостите први дојдоа во водство во средината на првото полувреме, додека домакините успеа да изедначат на истекот на 45-та минута со погодокот на Стефановски. Во вториот дел од надпреварот Осогово заигра поангажирано, а резултат на таквата игра беше водството од 2:1 што го донесе Цветанов. И кога се очекуваше дека средбата ќе заврши со победа на жолтосините, тие дозволија гостите од Скопје да изедначат и да го постават крајниот резултат. Сепак, надпреварот донесе добар фудбал, а шефот на стручниот штаб на Осогово, Ефтим Аксентиев, имаше можност да им дозволи настап на поголем број играчи што ги имаше на клупата. Следниот контролен надпревар кочанскиот третолигаш ќе го има в среда во Радовиш против второлигашот Детонит. Контролен надпревар викендов одигра екипата на Слога 1934, која на стадионот во Виница беше домакин на младинската екипа на Академија Пандев од Струмица. При тоа забележа убедлива победа од 3:0. Домакините беа доминантни во текот на целиот надпревар, а веќе во првиот дел имаа водство 2:0. Во второто полувреме продолжи одличното темпо на играта, со што беше постигнат и уште еден гол и поставен конечниот резултат. 2 гола за Слога постигна Давид Манджуковски, додека Петар Петровски постигна еден погодок. Викендов продолжи и првенството во третата кошаркарска лига, во која се одигра 10-тото коло. Во групата А, Баскет Дино Деликатес на домашен терен ја пречека екипата на Ролинг 08 од Струмица. Нашите кошаркари, кои беа фаворити, постигнаа убедлива победа од 111:59, при што водство обезбедија во сите 4 четвртини. Тренерот Александар Диванисов им даде можност за настап на сите кошаркари, така што втората половина од средбата победата воопшто не беше доведена во прашање, а тие го наполнија противничкиот кош и обезбедија нови бодови.